реализацијата на проектот е започната од февруари годинава. Го спроведува Организација на жени од Струмица во партнерство со Сдруженијето за помош и подршка на лица родени со Даунов синдром Вера од Струмица. Целта на овој проект е всушност да ја афирмираме и да ја поттикнеме интеграцијата на лицата со попреченост во културниот живот во општина Струмица, односно да ја подобриме комуникацијата помеѓу дечињата од редовното образование и децата со попреченост заедно во културните процеси да учествуваат. Во рамките на проектот се спроведуваат 20 работелници. На крај да излеземе со театарска представа Снежана и седумте џуџиња и секако еден краткометражен документарен филм како модел преку кој што ќе афирмираме учеството на овие дечиња во сите процеси во заедницата. Проектот го имплементираат Фондацијата Отворено општество и Центарот за развој на локална демократија, а е финансиран од Европската унија. Слушам дека се подготвува некоја театарска представа, забележам дека овде ќе има и музички сценски настава. Да, театарската представа ќе е збогатена со музичко-сценски настав, бидејќи некои од дечињата со попреченост имаат пречки во говорот и не можат да говорат, па целта ни е токму затоа сите да ги вклучиме и преку танц. Колку дечиња се вклучени во проект? 30 дечиња, 20 дечиња од редовно образование и 10 дечиња со пречки во развој, со Даунов синдром, со ментална попреченост, имаме и со физичка попреченост. Каква е, со оглед дека ова е седма работилница, каква е досегашното работа и искуство? Па на почетокот првите работилници беа наменети кон запознавање и изближување на дечињата, за идентификување на нивните афинитети, можности, кои каде што може да учества. И како одминува времето, се повеќе другаруваат, а верувајте и нас овие работилници некако не оплеменуваат, бидејќи добиваме и даваме само љубов. Прекрасно е да се работи со оваа целна група. Кога може да очекуваме таа театарска представа? Планирано е некаде до првата половина на јуни, се надевам дека ќе успееме до тогаш. Значи, ова што моментално го гледате и го снимате, како ваш прилог, е валцер, односно завршетокот на целата театарска представа, детска театарска представа, која што ја подготвуваме заедно со режисерката. Како е да се работи со овие дечиња? За мене прекрасно. Јас ги сакам децата и мислам дека ако кружи една позитивна енергија од нас возрастните кон нив, таа енергија се враќа и во другата релација. Значи, има потешкоти во совладувањето на движењата, меѓутоа се трудиме да ги адаптираме, да ги прилагодиме, значи тие да бидат во состојба да ги изведат, значи сите заеднички. Не смееме да одиме со нешто комплицирано, пред се ова треба да биде едно позитивно искуство за сите нив, па и за нас, затоа што до сега немам работено со ваква категорија на дечиња. Мислам дека на крајот сите ќе бидеме задоволни, а најмногу од се треба да бидат задоволни децата. Учесниците во оваа представа, за нив ова треба да биде пред се едно убаво дружење, едно убаво искуство и нешто што ќе го паметат цел живот. Со оглед дека се од културата, да кажеме, или од уметноста, стапуваме ли доволно простор на овие деца да се вклучат во вакви културни испитувања? Имаме ли трпение да работиме со тоа? Па мислам дека оваа категорија на деца не е доволно вклучена, да бидеме реални. Благодарение на како да кажам, Организацијата за жени, женска акција од Струмица, која што го има поставено за цел овој проект. Еве на еден начин ние допираме до нив, пробуваме да ги вклучиме во активни